Добро вечер од продукција Скок, добро вечер од YouTube каналот Другутов. Добро вечер и од мене, добрододовте на нашиот YouTube канал со нашата нова емисија посветена на фудбалот и фудбалската репрезентација. Да се биде искрен, чесен, доблесен и принципиелен во однос на изречените ставови е карактерна особина на секој човек, или би требало да биде. Меѓутоа, на оние кои го креираат јавното мислење, а во конкретниот случај зборуваме за јавното мислење во фудбалската сфера, е уште поважно да бидат искрени, честни, доследни на изречените ставови, да се критички или позитивни сеедно. Во конкретниот случај, продукција Скок имаше своје размислување, свој став, кога е во прашање фудбалската репрезентација и селекторот Боби Милевски, односно председателот на Фудбалската федерација на Македонија. А зашто точно станува збор? Значи, ќе слушнете од ова овдека што го гледате нашиот нов пријател, нашиот нов другар од вечерва во продукција Скок. Радио Скок, новитет, Како сакате? новости и она што го продуцираше YouTube Како каналот. сакате, поентата е дека на 11 септември продукција Скок имаше отровни стрели упатано кон Фудбалска федерација на Македонија и селекторот Благоја Милевски. Денеска го вртиме тркалото. Зошто го вртиме тркалото? Ќе слушнете. Тоа што не е запишано или што не е снимено, исто како да не било. Во нашиот случај не е така. Имаме снимен материјал кој што сведочи за нашите ставови на 11 септември. Сегашните ќе ги слушнете подоцна. Да слушнеме што сме кажале на 11 септември. Значи, сакаме да одиме на европско, сакаме да одиме на светско. Можеме или не можеме? Ајде да видиме. Нешто што по мене мислам дека е сигурно, ќе сложиш и ти со мене, е дека ќе мора изгледа да се помириме, дека Боби Милевски ќе го погледаме уште малку додека не заврши овој циклус од овие надпревари што претходно ги спомена. Ајде да видим. За жал или за среќа, ама ајде и тука да не бидеме 100% сигурни. Ајде Боби, победи ги Летонија во Рига и Ерменија во Ереван. Па да ти дадеме подршка. Еве го ачикот на маса. Затворени ја устата на сите, бараме победа селекторе. И пласман. Му порачавме и побаравме од селекторот и добивме. И сега? Одиме со краток джингл. Джингл. Слушнавте што сме кажале на 11 септември, а во воведот на емисијата кажавме дека го вртиме тркалото. Што всушност значи тоа? Тоа значи дека ставот на продукција Скок и на YouTube каналот Другутов од последниот надпревар, третиот надпревар со победа и без примен гол, ќе биде отворена поддршка на фудбалската репрезентација на Македонија, отворена поддршка кон селекторот Благоја Милевски и тоа по автоматизам се подразбира Фудбалската федерација на Македонија, што пак самото по себе значи дека Тоа не значи дека фудбалската репрезентација и Милевски досега не имале нашата поддршка, ја имале и кога сме ги критикувале по дефолт. ама добро сега, така е, ама не е така. Во неколку наврати ние излеговме фронтално, жестоко распаливме и имаше Многу елементи беше за лут, такво ти нешто. беше екстремно лут на Боби Милевски, а го знаеш подолго време? Значи, јас и селекторот се познавам, ајде не сакам да кажам се знаеме 30 и кусур години. Кога играше фудбал, сум пишувал за него, сум коментирал, сме се дружиле, нити сега има нешто лошо. Меѓутоа, една дигресија, ако сум можел да го критикувам Андон Дончевски, Ѓоко Хаџиевски, Никола Лиевски Џиџи, Џон Тошак, Сречко Катанец, не гледам. Зошто не може? И не само ти, значи целокупната Тоа е. македонска јавност го стави на критика Така е. селекторот, помалку фудбалерите, морам да кажам, а ние пак сме биле секогаш умерени кон фудбалерите, бидејќи она што двајцата сме биле спортисти активни, спортистот секогаш го дава максимумот од тоа што може, прво заради себе, па после Така е, заради вака, се друго. Вака, да разграничиме. Во фудбалот има дефанзива, има и офанзива. Исто е кај селекторите, исто е кај председателите на сојузите. Ако 7 надпревари немаш победено, а при тоа си изгубил 7-0 од Англија, нормално е да има лавина од критики и нормално е да барат да си заминеш, да си отидеш, да дојде друг да биде подобро. Тука нема ништо лично. Во спротивното, доколку 3 пати едно по друго победуваш, без примен гол, со 7 постигнати голови.
Нормално е дека расположението и поддршката и критиката нема да изостане. Повторно имаме незадоволство, повторно мислиме дека Ерменија не е фудбалски, победата на Ерменија не е фудбалски бум. И нормално е така да размислуваат оние кои имаат своји ставови, кои се искрени. Но на победите не треба да се гледа во зави. Не, апсолутно нема да им гледаме заби на победите и овој став што ќе го имаме после последната победа на фудбалската репрезентација на Македонија е исклучиво и благодарение на она што го порачавме во емисијата, што можете да ја видите на каналот со наслов Која Бобине има здроби. на каналот Дургутов. Да, на значи YouTube тоа можете да го видите во емисијата Бобине здроби, каде што ние му порачуваме. Победи ги двата надпревари што не очекуваат за еден Така е. месец и ќе излеземе со отворена Ова поддршка. што го кажа Радио Скок, нашиот Радио новитет. Да, не, муаветот е тоа заради кое што остануваме со отворена поддршка кон селекторот и кон фудбалската репрезентација на Македонија, иако заслужува критики и ќе заслужува, сите ние ќе заслужуваме критики кога сме изложени на јавното мислење. Така, рековме, треба да си принципиелен, доследен, чесен и искрен пред самиот себе на ставовите кои си ги изрекол. Може ставовите да се променат, не може да се сменат од корен. Повторно има место за песимизам, но сега многу повеќе за оптимизам. Ти не веруваше, твојата изјава беше дека искрено не веруваш дека во следните два надпревари Македонија можеме ќе да победи. победи. Така е. Ја реков не верувам, ама реков и посакувам да победиме. За посакувањето никогаш и не станува збор, бе, Другутов. Добро, имаме Но- два нови надпревари во ноември имаме. Значи, очигледно е дека Муамед Сеидини, Метин и Боби Милевски со репрезентативната чета на фудбалери предводени од изворедниот голман Столе Димитриевски и капитенот Барди со Елмаз и другите компањони трчаат нов победнички круг за нов мандат. Па после ова така ќе биде. Па да ти кажам и дај Боже да не пласираат. Па ако има резултати, што да кажам? Очигледно е дека првото место во Лигата С, односно во групата, во нашата група во која играме во Лигата С е бетонирано, загарантирано. Имам уште два надпревари во ноемврскиот циклус, ги играме во Скопје против Летонија и Фарските острови. Тука не може ни теоретски да има некакви изненадувања да бидеме поместени на првото место, а првото место и овој успех носи пласман во Лига Б до година, до година, не знам точно календарот како е, исклучително поквалитетни надпревари и носи бараш некаде во март месец со победниците од другите групи во Лигата С. Има еден момент кој што сакам да го споделам и кој што по мене е многу значаен кога се спортистите во прашање. Има еден предмет на факултетот за физичка култура, се вика спортска психологија. Психологија беше психологија на спорт, мислам, одамна беше и сега може и да го сгрешам точното име на предметот, мислам дека се уште постои. Тоа го држеше, таа катедра држеше популарниот сега веќе покоен Таки Керамичиевски, професорот, а Ленча Алексовска му беше асистент уште од тоа време. Сегашниот декан. Ба не е сега декан, веќе е извесен период. Како и да е, што сакам да кажам. Значи, спортската психологија вели, тоа го напишале научници и го ставиле на хартија. Вели дека еден спортиста или еден човек кој што работи во спортот, можеш да го мотивираш на два различни начини. Едниот начин е со убаво, со мирно, со мазење, да не речам, со пристојни, со фини зборови. Блага критика. Блага критика, за да го даде максимумот. Вториот начин е да му се внесеш поостро, со повеќе критика, да му подвикнеш. Спортски кажано да му влезеш во джигар. Па ѓон, што викаат фудбалерите. Изгледа Боби Милевски пали на овој вториот начин. После сите овие критики, Боби Милевски по трет пат не здроби, нели го со постигнатите резултати. Со постигнатите резултати и како да ни ја затвара устата. Значи, да бидеме реални. Тоа може за тебе да си кажеш, јас ќе останам со отворена уста за критики. Па да, не во тој смисол да ни ја затвара устата. Значи, критика ќе имаме секогаш во смисол на тоа дека не го бива, поима нема. Да. 7 порази има, што чекаш бе уште тука, оди си, зло си, ваков си, таков си, онаков си. Сите тие коментари јавни на социјалните мрежи
на медиумите, искажани. Човекот транк, 3 победи, ниеден примен гол, па било на среќа, па било не знам Добро, се сега, погодило. за непремен гол, сигурно Столе Димитриевски носи повеќе заслуги од Боби Милевски. Абе сите фудбалери држат повеќе заслуги. Да си бидеме честни и искрени пред самите себе и пред нашите гледачи. Ние побаравме победи 2 Еве и ги добиваме начик. и сега колку сака нека вели, устата му е затворена или полузатворена. Сакаш да се караме, не ми е Не, устата ти е полузатворена затоа што рече дај Боби победи, дај да победиме 2-2 на превари, да добиете поддршка од нас. Сакаме европско, сакаме да се. Еве ги двете победи. Добро. Сакаме европско, сакаме светско. Подсетување, квалификациите за светско првенство почнуваат во март 2025 година. Прв пат на еден мондијал во историјата, скоро 100 годишна, на мондијалите ќе играат 48 репрезентации. Зборуваме за финалниот дел. Квотата на репрезентациите од Европа кои ќе се пласира се зголемува за 3-4 репрезентации. Шанса за Македонија. Тоа го кажи во една од претходните емисии. Шанса за Македонија, шанса за сите нас, шанса за фудбалерите. Што да кажеме? Едно прашање. Ајде. Ти веруваш дека Метин и Боби ќе издржат и ќе ги почнат квалификациите во март до година? Па вака јас сега Ми шепна фудбалската опозиција да те прашам. не, осте фудбалска позиција, тоа на други кажуваме. Овие кои се спремаат. на други приказки. Во март месец има изборно собрание, така? Ми се чини во март дека. Во март месец. Квалификациите до март траат. Почнуваат во март. Ма не си оди Боби до март месец, нема шанси. Мети дали по некој друг основ ќе мора да си оди, нели нешто што му вадат таму. Може да дојде друг председател селектор да остане. Тоа сакав да кажам. Значи, кај нас во нашата ни Македонија, По дефолт во се нашата менува. фудбалска федерација не по дефолт. Кај нас ништо не може да биде изненадување. Како и ова што го кажа, ако можеше Игор Ангеловски со историски пласман на европско првенство, после тоа да му удрат клоца, а Боби може уште 3 поред да победи, да се класира и чао. Да, малку на шега, но се е можно. Се бива. Селекторе, поздрав, продукција Скок со поддршка до ноемврскиот циклус, прво место во Лига С, пласман во Лига Б и со нови сили во нов квалификационен циклус. Бараме европско, бараме пласман на светско. Да бидеме уште еднашка на чисто. Освен Радио Скок што ни се јави, никој ни се нема јавено за поддршка на Боби Милевски. да бидеме на чисто. Сме ветиле дека ќе дадеме поддршка, ја даваме поддршката. Имаме будно око отворено, гледаме, следиме што се случува, ќе критикуваме апсолутно, сега шегата на страна. А уште едно Ќе прашање. критикуваме, Не дај Боже да изгубиме од Фарски острови во Скопје. Немој да зборуваме на таа тема. Не, да не кобиме. Да Да не кобиме. Македонија има сериозни шанси да се пласира на уште едно големо надпреварување, Така. влегуваме во Лига Б, да бидеме конструктивни, а сите оние работи кои што стојат или им се лепат на грбот, на председателот, на селекторот, за тие во други прилики или што би рекле старите отом потом. Сега за сега потребна е сплотена Македонија, Така. потребна е сплотена Македонија, затоа што ние немаме на што друго да се радуваме, освен на нашите успеси на Не, фудбалските и репрезентации. фудбалерите и клубови. покажаа сепак дека знаат да играат, и Миловски, и Зајков на последната не се чини, и Барди, и Елмас, он е прекрасен гол во Рига. Значи, не е Македонија фудбалско село без кучиња. Трчајте си Боби и Метин по следниот мандат, нека си трчаат фудбалерите последниот пласман на големо надпреварување. Ние си скокаме со скок, онака како што ние знаеме и умееме, но остануваме доследни, остануваме принципиални, тоа што ќе го кажеме, не го погазуваме. Ако немаме уште што да додадеме или одземеме од оваа емисија, ни останува да ве поздравиме, ви благодариме за поддршката, притиснете лайк, притиснете subscribe, вас ништо не ве чини, нас ни е причина повеќе да веруваме дека ви се допаѓаме. Тоа е тоа, се гледаме за скоро со следна емисија. До скоро.